Како ги доживувате проектите Отворен Балкан и Српски свет? Вака, тука во Балканот имало многу војни, крвави војни и други несогласувања и затоа постои една огромна недоверба меѓу државите, а посебно меѓу народите во Западниот Балкан и затоа државите едва и може сами на себе да се договарат за нешто во време кога западноевропските држави заедно прават проекти од милиарди евра, тунели, мостови, се што. А во Балканот не можат да се договарат ни за една обична работа, како што е заемно признавање на квалификациите и дипломите. И во вакви услови многу беше добро дојдено иницијативата на Европската Унија, Берлинскиот процес, чии под патронатот на Европската Унија драстично, иако недоволно, се подобри соработката меѓу државите на Западен Балкан. Сега, во време кога има еден таква иницијатива, која е под патронатот на Европската Унија и во кој сите се чувствуваат комодно, дојде проектот кој прво се нарече Мини Шенген, кој се прогласи едностранно од премиерот на Република Албанија Еди Рама и Александар Вучич, а потоа се приклучи и Зоран Заев, тогаш премиер на Северна Македонија. Но бидејќи зад овој проект не стои Европската Унија, поради таа недоверба има резерви од половината од државите на Западниот Балкан. Најпрвено од Косово, од Босна и Херцеговина, а дури и имаше одбиеност дури и од Црна Гора, која во тоа време, а и сега со инерција, бидејќи уште не е изгласана нова влада, се водеше од просрпски партии. Значи и просрпските партии беа против Мини Шенгенот, а потоа и се уште се против таа поширока верзија на таа идеја, која се нарекува Отворен Балкан. Во принцип, јас сум поборник на идејата на што повеќе, што поблиска соработка меѓу државите, вклучително и отарасување од граничните премини. Затоа јас би сакал тоа да се направи пред влезот во Европската Унија, кој никој не знае кога ќе се случи или дали воопшто ќе се случи. Меѓутоа, начинот на кој еднострано и без вклучување на сите страни, еднострано од страна две од 6 држави и потоа станаа 3, и фактот што зад тоа не стои Европската Унија, остави горшлив вкус и така ситуацијата е што се уште се поделени 3 на 3. Во врска со Српски свет има многу спекулации што значи тоа и реално гледано никој не знае што значи тоа. Дали значи некоја поблиска соработка меѓу србите од Србија со останатите држави, дали значи некоја уште поблиска соработка меѓу србите од различни држави. Јас сум објавил книга за парадипломатијата во Западен Балкан, што е, значи, меѓународните активности на поддржавните единици. И знам добро дека
има веќе има една екстремно блиска соработка меѓу Србија и Босанско-херцеговашкиот ентитет Република Српска. Затоа прашањето каде би тој српски свет би одел подалеку од тоа што веќе се случува. Значи има многу нејасноти во врска со тој проект наречен Српски свет. Каква е вашата прогноза? Ќе се остварат тие проекти? Ќе имаат некаква иднина или ќе бидат само како некоја желба на Белград, на Тирана и на Скопје за некоја светла иднина? Во врска со Отворен Балкан, веќе почна да се имплементира на некој начин, бидејќи на гранични премини постави некакви табли Open Balkan, демек можеби за побрз проток на граѓаните кои се членки на тој проект. Но најверојатно тој проект ќе остане на тие три држави, а за останатите држави ќе продолжат соработката во рамките на Берлинскиот процес, кој да не забравиме ја вклучува и тоа што се вика Common Regional Market, што е заеднички трговски пазар, кој ги има скоро сите црти на Open Balkan. Затоа зашто да се приклучат на Open Balkan. А за врска со српски свет, како што реков, се уште не се знае што значи тоа. Некои луѓе велат дека под тоа се скрие Велика Србија, но како што знаеме, Велика Србија претрпе пораз уште во 90-те. Ако пак се обидува да прават такво нешто, и самата Србија ќе претрпи пораз. Затоа за српски свет јас мислам дека треба да бидеме внимателни, но и да не се плашиме толку многу. Македонија, Република Северна Македонија и Албанија се наоѓаат пред почеток на патот на преговорите со Европската унија, за влез во Европската унија. Кој кому е камен на вратот? Тирана на Скопје или Скопје на Тирана? Република Албанија има проблем со еден лош сосед како Грција, кој ја болизира Република Албанија во врска со грчкото малцинство, кое во Албанија е потполно интегрирано во албанското општество, но од друга страна и ги ужива сите права според меѓународните и европските конвенции. За разлика од албанците чами, кои Грција ги протера, муслиманите ги протера, а албанците православни христијани таму ги асимилира насилно во Грција. Исто така, Грција има и територијални претензии врска со територијалните води. Не баре Грција има малку море. Но воопшто не скриела дека може да го користи ветото за да придобие во овие недоразбирања. Но има една добра работа што албанските власти, ем демократите, ем социјалистите кои да биде на власт, играле паметно и не ја провоцирале Грција како што направеше владата на ДПМН. И затоа Сали Бериша успеа да во 2009 да ја внесе Република Албанија во НАТО, за разлика од Северна Македонија, која тогаш на која Грција ставаше вето. Исто така и во врска со започнувањето на преговорите досега немаше такво нешто, но сепак ако продолжи политиката на, за мене чудна и неразбирлива, на Европската унија за
Република Албанија и Северна Македонија да одат во пакет кон Европската унија, тогаш можеби со таков сосед како Грција не се знае и можеби тогаш со некакво потенцијално вето на Грција кон Република Албанија би се случило спротивното и токму Албанија би можело да стане камен околу вратот на Северна Македонија. Како што до сега Северна Македонија беше камен околу вратот на Република Албанија. Што мислите за состојбата на македонските бугари во нашата држава и каде се наоѓаат тие во етничките пространства меѓу Албанија и Бугарија? Има разлика меѓу барањата на бугарите во Северна Македонија и бугарите во Република Албанија. До сега бугарите во Република Северна Македонија не бара да бидат признати во уставот, бидејќи од нивна гледна точка тие предпочитувале да бидат, иако не се согласуваат со таква формулација, да бидат во виша категорија со тие кои се идентификуваат како етнички македонци. На друга страна, бугарите во Република Албанија се уште поодамна бара да бидат вметнати, бара да бидат признаени како малцинство, кое Република Албанија го направи. Врска со кај бугарите во Република Северна Македонија ситуацијата е друга, бидејќи Северна Македонија има друга формулација и најпрви тие не сака ни така да бидат признаени, но потоа заменија стратегијата и бара да бидат признаени во уставот, како што се ја има формулацијата во уставот на Северна Македонија, дел од некој народ, значи дел од бугарскиот народ, бидејќи во тој случај не би биле малцинство. Причината е разбирлива. Тука зашто би барал такво нешто е многу разбирлива. Како што знаеме, тука во Северна Македонија имаме систем на квоти кога станува збор за вработувањата во државната и посебно во јавната администрација. И во такви услови има резервирани места за сите, за поголем број се до властите, но не и за бугарите. И затоа разбирлива е барањето да бидат вметнати во уставот, како дел од бугарскиот народ кој живее во Северна Македонија. Дали врските на етничките албанци со Тирана го промовираат нивниот несомнен успех на Балканот? Какво е вашето мислење? Дали со повеќе врски со Софија и македонските бугари ќе имаат успех во РС Македонија? И каков е вашиот совет во однос на тие контакти со официјална Софија? Видете, албанците кои живеат во различни држави имаат екстремно блиски врски кога станува збор за културата, поп културата, за жал вклучително и реалити шоуата кои се и албански уметници редовно сработуваат во заеднички уметнички проекти и дури се поставуваат се повеќе семејни врски поради бракови од луѓе кои живеат на другата страна на границата. Но кога станува збор за политиката, јас мислам дека ни албанците во рамките на една држава немаат кој знае каква обединетост, а камоли тие кои живеат во различни држави. Затоа јас би рекол дека е токму спротивното. Албанците би можеле да научат од бугарите. Без да држам страна во спорот меѓу Република Северна Македонија и Бугарија и вклучително и бугарското вето,
Јас лично им завидувам на бугарите за обиденетоста кои од обичниот народ преку новинарите и се до политичарите и академската фела отпор до последен скоро сите имаат ист став за оваа прашање. Значи ја практикуваат она мотото на Република Бугарија, обвинетоста ја прави силата. И јас мислам дека од бугарите би можеле да научиме ние албанците.